Благодарам. Почитуван колега Велковски, рековте дека внимателно сте ме слушале. И доколку внимателно сте ме слушале, дискусијата немаше да оди во правец на кој што ја водевте. После еден буџет и еден ребаланс на буџет, во кој што дискутиравме и се споредувавме во оваа комисија и на пленарна седница, јас денес решив да имам малку поинаков пристап во мојата дискусија на тема буџет 2022 година, токму од причините кои што вие сега ги елабориравте. И ќе ви кажам зошто. Затоа што денес имав и пресконференција, така и ја започнав, дека имаме буџет за кој што власта вели дека е развоен, прогресивен, дека е добар, а опозицијата вели дека не е добар, дека не треба вака да се однесуваме, и секогаш на дебатите изминатата година дена ние зборувавме со бројки кои што покажуваат дека владата е неспособна, а вие излегувавте со некои бројки кои што ги вадевте, каде што имаме подобрување на определени показатели и генерално така се свршува дискусиите и на комисијата и на пленарна седница. Затоа јас одлучив оваа година мојата дискусија да биде следна. Имаше пандемија, се согласувам. Има и економска криза, се согласувам. Поставувам дека и вие сте согласен дека пандемија, постпандемија, економска криза има и на цел Балкан и во Европа. Затоа јас земав основните параметри кои што живот значат за граѓаните и кои што им ги ветуваме сите избори, ги земав и ги споредив со сите држави од Балканот. При тоа тука Грција не ја ни земав во предвид, Словенија не ја земав во предвид, бидејќи тоа е веќе многу далеку за нас, за жал. Сите анализи кои што ги кажав покажуваат дека ние сме дното на Балканот. И 3 пати повторив дека не ликувам тоа затоа што сум опозиција, жал ми е и ве повикувам да направиме нешто околу тоа. Вие на крајот од вашата дискусија, кога зборувавте за 2020 година, рековте више никогаш не се повтори. Јас се согласувам. Ако 2020 година точно е не затвара, имавме карантин, не можевме да трошиме стопанството, зошто тогаш потрошивте 20 минути да се споредувате со 2020 година, која што според мене не кредибилна за споредба? Бидејќи целокупната дискусија или 95% од вашата дискусија се базираше на споредби 2021 со 2020. Да, 2021 е природно, нормално, логично да биде подобро од 2020, бидејќи ќе има и поголема наплата на даноци и на се, затоа што 2020 година не кредибилна. Дома седевме последно вториот квартал, па и третиот квартал. Сега вака. Во поглед на и затоа се трудев да избегнам таа дебата. Вие зборувате дека во јуни и во јули имаме раст на индустријата. И видите дека третиот квартал ќе биде подобар. Ама за индустријата имаме ние бројки од август и од септември. Минус 1,4 од август и 8,1% од септември. Пат. Таков пат од 8%. И тоа е факт. И сега вие ќе зборувате за јуни и јули, јас за септември и октомври. Пример. Обично, тоа е во Македонското собрание, власт, опозиција. Затоа пристапот ми беше по сите економски параметри да се споредиме со комшиите и да им кажеме на граѓаните отворено, јасно и гласно каква ни е економската состојба во споредба со другите балкански држави. Покачување на тризовите, на извозот. Еве сега друга дискусија која што нема врска со политика, па и со владата. Објективна неповолност за нас. А тоа е што и преска го зборува во некои од репликите со другите колеги, ние имаме проблем светски во автомобилска индустрија. Светски проблем, нема чипови, нема други работи. Повеќево странски инвеститори ке нас што се поврзани со таа индустрија. Од многу добро упатени извори од таму ми кажа дека измеѓу 15 и 30% ќе имаме намален извоз и односно имаат намалено производство затоа што чиповиве не може да ги добијат, не може да стигнат во Македонија. Одговорен премиер
се бави како да ги донесе, да им помогне на тие странски инвестиции, да нема 30% пат на производство, да немаме 30% пат на извоз од тризовите, туку да имаме 5 или 7%. Ама он се бавеше со Петре Шилегов и Олин. И тука ми е критиката мене, господине Велковски. Одговорен премиер не се бави со локални избори. Кога имате светска, економска криза. И тоа цело време го зборувам. Понатаму. Зборувавте дека одговорноста треба да се подели и дека имало техничка влада повеќе од 6 месеци. Значи видите вака. Мојот принцип на мојата желба и поставеност, како сакам и како делувам да функционира ова собрание, тоа значи ова собрание да вистина да биде во служба на граѓаните, а не на партиските шефови, лидери, независно од која политичка партија доаѓаат. И ако нешто во таа техничка вода не чинило, јасно и гласно не ми е гајле и не ми интересира кој се бил вклучен во таа влада. Бидејќи тие што се таму се именувани, не се бирани директно од граѓаните. Тие што се таму во владата, ние ги бираме. И нивниот неуспех е наш неуспех. Бидејќи во секој момент, во рок од 3 дена, ние можеме да го отповикаме било кој сакаме министер или премиерот на оваа држава, иако не сам во оставка, да ве потсетам и вас. Не ја земав реплика ради реплика. Да се објасниме пред јавноста. Кога зборувам за пат на невработеноста, или за раст на вработеноста, или за пат на вработеноста, јас директно го посочив примерот дека, за разлика од другите балкански држави, постковидно, единствено во Македонија има 12% пат на вработеноста во приватниот сектор. Тоа значи дека 12% помалку луѓе работат во приватниот сектор. Значи, може ке вработи администрација, договори, привремени вработувања, војници, се е тоа во ред. И тие може би 12% на топтанот, на